знаење дека никој не смее да го затвора македонското прашање без македонскиот народ и неговата воља. Никој. Во чиј интерес треба да бидат сите одлуки кои се однесуваат на неговиот опстој и на неговата држава. И дека сите такви обиди нема да успеат. И македонскиот народ и македонската народна власт конечно ќе им суди на сите кои го прекршиле за гарантираното право на македонскиот народ и на државата Македонија. Го повикуваме амбасадорот на Република Бугарија во Република Македонија, господин Ангел Ангелов, најпрво да се извини за геноцидот на Бугарија врз македонскиот народ, за да може потоа да се соработува на пријателска база и меѓусебно признавање и почитување. Ичне ли треба, што ќе ми е? Денеска пријателството да се докаже. Каде е да се извини? Откако вие и сите други кои здружено делувате и ги спроведувате прикриените геноцидни политики и дејства врз македонскиот народ и Македонија, не се извините и не го признаете тоа најголемо злосторство против човештвото преку утврдена меѓународна постапка, нема да има никакво помирување и прифаќање на сомнителни, геноцидни, ништовни договори и одлуки. Само надвор од Македонија. Без тој услов на македонскиот народ, кој е се уште жив и суверен, и да сакате, не можете да го затворите вашето геноцидно поглавје во севкупната човечка цивилизација и историја. Таа црна геноцидна јама, гроб за македонците, ќе ви изјае со сита своја челост и ќе зјапа во вас како вечен паметник за вашите недела и придобивки под наводници и Дамоклов меч врз вашите глави. 11 октомври 2019 година од македонскиот народ. Ви даваме на знаење. Добро вечер, почитувани македонци и македонки. И вечерва сме на ТВ каналот Откритија Discoveries со темата која што е во овие денови повторно актуелна и горлива, а тоа е проблемите, односно прашањата кои што се повторно на маса со намера да се решаваат, односно да се затвори македонското прашање во меѓусебните политики кои што ги водат и договори кои што ги донесуваат владите на сега за нас во овој момент веќе неколку години нелегитимната власт на Северна Македонија, никогаш не признаена од македонскиот народ, и на соседна Република Бугарија. Во видното видео, кое што на почетокот го пуштивме, е еден мал фрагмент од видеоматеријалот кој што беше снимен, документиран при протестниот марш кој што македонските родолюби го одржавме на 11 октомври 2019 година, со почнувајќи го од собранието на Република Македонија до амбасадата на Бугарија во Република Македонија, каде што беше прочитано протестното писмо против непринципиелните и геноцидни политики спрема македонскиот народ и македонската држава, односно Македонија, каде што баравме сите присутни таму, значи имаше една подолга колона, имаше еден караван со коли,
каде што побаравме извинување од тогашниот амбасадор на Република Бугарија во Македонија Ангел Ангелов, да му се извини на македонскиот народ за сите тие за нас црни, значи геноцидни политики, договори, притисоци, пропаганди насочени и ден денес, кои што продолжуваат кон нас, со тоа што ги разбираме како закана за нашиот собствен опстој. И доколку тоа не го стори во рок од 24 часа, рековме дека ќе го прогласуваме за персона нон грата. Значи, тоа протестно писмо е врачено во администрацијата на амбасадата на Република Бугарија во Македонија. И од оваа дистанца, значи сега, веќе сме 2022 година, значи веќе ите 4-та година од тогаш, гледаме дека уште позасилено продолжуваат тие непринципиелни геноцидни политики. Еве пред 3 дена во посета на Скопје, на нашата нелегитимна влада, дојде новиот премиер на Република Бугарија, господинот Петков, кој што ги изнесе истите познати ставови на официјалната бугарска политика, со кое што ние и во протестното писмо тогаш кажавме дека ние ги отфрламе тие ставови, значи не се согласуваме, меѓутоа тоа нашиот револт кој го изразуваме не е насочен во никој случај кон самиот бугарски народ, туку кон овие политики со кои што се создаваат, да речеме, такви непријателски односи помеѓу двата народи. Меѓутоа, да биде иронијата уште поголема, наместо пријателство и добросуседство, како што гласи тој за нас ништовен, нелегитимен договор со Република Бугарија и Република Македонија, се гради напротив антагонизам, непријателство до отворена, не само закана, туку и си до крај, значи до конечно да се уништи македонскиот народ, значи да не постоиме, а со тоа и државата Република Македонија. Вечерва, јас ќе им дадам збор, онака како што би сакале слободно да ги изразат ставовите и своите размислувања во однос на оваа проблематика, на неколку народни делегати. Тоа се македонски родолюби, кои што се одзва на крикот на македонскиот народ во моменти кога стана за нас најтешки. Значи, после подпишувањето на тој срамен, исто така нелегитимен договор со Република Грција, познат како Преспански договор или спогодба, кај што не фигурираме никако страна, и го организиравме првиот конгрес на македонскиот народ за понатамошни насоки и начини на наше делување во однос на тоа дека немаме достојни представници во парламентот и владата што ќе ги заштитуваат нашите интереси. Потоа се случи овој протестен марш и тоа беше 11 октомври и за нас светлиот празник, кој што ни се оспорува токму од бугарската страна, и потоа на 23 и 24 ноември го одржавме и вториот конгрес на македонскиот народ со присуство на делегати, значи родолюби македонски од цела Македонија, беа поканети од соседните држави, односно представници од нашите малцинства што живеат таму.
така што тоа беше на највисоко ниво, значи во јавноста беше сето тоа транспарентно, со соопштенија, со покани и до дипломатскиот кор за да ги известат сите во своите земји, нели, што се случува во Македонија, и на тој конгрес се донесоа значајни одлуки, од кои што може само и на кратко јас сега ќе прочитам неколку само изведување од тие одлуки, кои што ние понатаму, народните делегати, еве сега продолжуваме да држиме седници, ги продолжуваме тие заложби, стоиме цврсто на тие ставови, со тоа што еве и во вечерва, во таа улога на народни делегати, од тие конгреси, во согласно со донесените одлуки, ги третираме и овие прашања, а тие се во непосредна поврзаност, значи дека ништо што македонскиот народ никогаш нема да го прифати, како што се нели вакви нелегитимни договори и што се одлучува наспроти нашата волја. Значи од тие заклучоци само би навела кратко и потоа ќе дадам збор да продолжат другите. Значи, врз основа на спасоносните одлуки, како што ги нарековме ние, бидејќи тие конгреси се одржаа за спас и ослободување на македонскиот народ и на Македонија од окупаторската диктатура, значи, одлуки од сега веќе историски први и втор конгрес на македонски народ, одржани под окупација, со кои народните делегати го осудуваат геноцидот, етноцидот и разнебитувањето и разградувањето на државата, ја укинуваат велепредавничката власт и окупаторска диктатура, ги прогласуваат за ништовни сите нејзини одлуки, договори, акти, закони кои се на штета на уставотворниот и државотворен македонски народ и на државата Македонија. И решени заедно да продолжиме и остваруваме оваа највозвишена мисија на народните делегати на македонскиот народ, а за собствено ослободување и спас на мајка Македонија, вклучително нели и македонскиот народ, односно малцинства кои што живеат во соседните држави, со својот самопрегор и безрезервна посветеност и влог во заштитата на нашите суверени права и на опстојот, активно да ги продолжиме нашите родолюбни придонеси и иницијативи кон новите македонски народни демократски процеси кои треба да ги воспоставиме како македонски народ и суверен во сопствената држава и татковина Македонија, и од тие нели позиции, со тие одлуки, со таквите ставови се опфаќаат македонците кои што живеат во целиот свет, без оглед во која земја живеат, како македонски народ да постојат, да ги уживаат сите човекови права, а особено тоа се однесува на малцинствата во соседните држави, каде што не само што не ги уживаат, туку им се одземаат, им се кршат, и на тој начин навистина се прави една црна геноцидна историја против македонскиот народ. Вечерва со нас е, како што е и наведено во објавата, тоа се народен председател на раководното тело на народни делегати, Алимпија Лазуровски. Тука е исто така докажан македонски родолюб, исто така во телото, Ристо Иловски, Драгана Спасевска, која што е исто така од раководното тело на народни делегати. Во моментот ние ја очекуваме да се вклучи, исто така таа е и носител на иницијативата за граѓанската иницијатива за образовни реформи, учебници и настава мора да има. Тука е Елизабета Матевска, исто така народен делегант и председавач на групацијата Жени мајки бранителки, која што се оформи пред 5 години и каде што жените застана во одбрана на и заштита
на правата на своите деца исто така и на сите граѓани на народот, онака како што мајчински застануваат во одбрана на своите огништа и на своите поколенија. Со нас вечерва, еден на крај ги најавувам, меѓутоа сепак имаме чест да ги имаме во оваа емисија двајцата подпредседатели на ОМО Илинден Пирин од Бугарија, кои што ќе говорат за своите активности и за своите заложби, односно за својата положба на македонците во Бугарија визави таа континуирана негаторска антимакедонска политика со пропаганда, но тоа ќе оставиме тие да го искажат својата мисла и своите ставови. Ете во оваа прилика, сега бидејќи така го најавивме, може да го предадам, да земе збор нашиот народен делегат и како еден лик кој може да биде на вистински народен преседател, човек од народот, кој што има цврсти принципиелни ставови, ги искажува јавно и никогаш не отстапува од истите и застанува и, како што самиот кажува тој, првиот ќе бидам во борбените редови во однос на се што македонците треба да го правиме во времето пред нас. Повелете, Алимпија. Добро вечер. Да ве поздравам сите родолюби, сите борци за нација Македонија, борци за држава на македонскиот народ, борци и за сите наши во диаспората и секаде кај што сме. Многу ми е тешко, еве да ги поздравам посебно овие подпредседателите на ОМО Илинден Пирин. Многу ми е жал што едни такви борци кои што се борат со 16 пресуди имаат и ние овде када ги предава таа линчка и ненародна, нечовечка, како да ја наречам, влада. Јас ќе се осврнам прво со онака како една генеза на растурањето на Југославија од почетокот. Ние уште од почетокот, немајќи нашите од комунизмот и од неразбирањето на нацијата, на етникумот, на сите тие благодети што ги носи нацијата, затоа што денеска исто нациите, не те нации, се нации, држави и народи. Ние некако тоа се залута во тоа време кога се растори Југославија со асиметрична федерација за Југославија во скратен облик. Тоа уште првиот председател направи може кардинална грешка со председател на Босна и Херцеговина Изетбеговиќ. Но да одиме понатака сега, да го видиме понат. Ние што се случи? Се случи нашите непријатели околу нас, кои што уште од 913 и од пред тоа имале претензии и првиле околу на просторот на Дивичката земја, ќе речам, така Македонија, тие не можеа да се помират со тоа да не се рачисти македонското прашање. Што нема македонци, тогаш е лесна работа за Македонија да се освојат просторите и светот. Ние во тој момент национално неопределени комунистички сваќања на тоа дека други нас ќе ни го решат проблемот во светот и базирајќи се на хуманизмот и на човечноста која беаги во светот, не разбирајќи дека само интересите се важни меѓу луѓето, и дојде она Лисабонскиот договор, кога првпат Багинтер, таму председателот на таа комисија за признавање од Југословенската распадот на Југословенската федерација, кога кажат дека само Словенија и Македонија имаат атрибути на држава, така да речам, и се
со она што го поседува до тој момент, а овие другите беа многу едни со други има проблеми. И испадна да една Лисабонската декларација каде што тотално се пришува неверојатно нешто беше да не постои име Македонија, може држава да има без име Македонија. И од тогаш навака сите оние проблеми произлегуваат. Сите наши влади беа попусливи и никаде не го прифатија реципроцитетот и достоинството на држава. И од тука произлегуваат сите наши проблеми. Неверојатно, ја сметам дека Македонија има и голема несреќа. Најголемата несреќа може би настана во оној момент кога ние се упуштија нашите од власта да правиме мултикулти и не знам каква нација од собрани нации и да го напуштаме концептот на македонската држава и јасновскиот опстанок на Македонија. Во тој момент настана страшно нешто и денеска ние имаме огромни последици со тоа. Нашето на последниот што нечум да го спомнам и добро е што сега не фигурира многу на екраните председателот изникнатиот од Муртинската земја за да ја спаси нацијата Македонија, тој направи едни вратоломи, едно нечовештина, макар да и другите претходно председатели и премиери плива, лавира, не знаеа кај да се никогаш не го отворија онај реципроцитет, односно, како да кажам, на државата, оние атрибутите што треба да ги има на држава, не да се викаат кичма, на секого да се попушта, на секого да се удоволува. А тоа удоволувањето дојде во оној момент кога Македонија се определи за западниот свет, за Европската унија, за НАТО и од тогаш дојде она, ја мислам меѓу првите почна да го потребувам, ЕУ ќе не брани, ЕУ ќе не брани, НАТО ќе не брани и ние овде ќе немаме никакви проблеми. Од таму произлезе дека ние во Европската заедница кој ќе влеземе и кој ќе бидеме таму, дека ќе немаме никакви проблеми и тогаш ќе обединиме, Македонија ќе биде обединета. Но што испадна? Пред нас Грција направи 300 чуда и падна на судот. Она и ние направија нашата влада, направи со она земјата, втората страна како беше, а ова другата исто со Бугарија од другата страна истите проблеми се појавуваат. Не знам неверојатно како тоа изгледа. А зошто тоа така? Затоа што се створи една таква слика во македонскиот простор дека единствена и до ден денеска единствена опција е само Европската унија без алтернатива. Мислите и денеска колку пати се борам. Не може држава да нема алтернатива. Не може, неверојатно, ама ете така е. А со тоа ние на предаторот во устата му влеговме да игра со нас како сака. Да не зборувам за дволичноста, троличноста и они во Европската заедница тие критериумите заедни како се, па тие се заедница таму со право на вето и така натака. И ете Бугарија сега го користи и тоа и Грција го искористија и не држат на нишан, но ја се надевам дека Македонија ќе обстане и дури еден таков печаток има во себе. Од чукун некој македонец ќе се јави, затоа што држава се прави од идеја, па се ствара елементи за државност и за нација и така натака. Што да бидем така, дали толку само желбата ме носи. Ја мислам дека треба поинаку некако да се организира ова отпор. Неверојатно како опозицијата и тие стана, да речеме, овие двете наши партии се како една река која се вдвои во морето од двата крака, а истата река е, истата вода е загадена или е многу чиста да се пие. Така е поделена овој углогата, затоа што и двете партии
чекаат од надвор да им се реши проблемите и да ги постават. Веројатно и тоа го прави и Мицковски, кој што чека овој го извадија од власта, он чека се со мирни методи, со секакви, не знам дали е дојдено времето и сега он што бара предвремени избори и сето тоа, еднаш се обидува да направат множество некои кои што не успеа во надмудрувањата, но во секој случај е тешко и треба да се направи нешто. Неверојатно овие сателити од малите партии на македонскиот простор, како тие не можат да сватат, ама шо, така го гледам ја тоа. Да речеме Павле Трајанов потекнува од младински млад борец, како беше, па и друг беше таму, па и им ги има доста. Тие се луѓе кои што на некој начин живеат на тоа време кобајаги на природата на Македонија, биле први се освестиле на она време отпор дале во социјализмот, што не е точно. И мислам дека тешко ќе биде, но во овој момент, како е сега просторот и надежите и сето тоа, мислам дека има. Со стапувањето на академик Коцарев, затоа што до сега на некој начин воопште председателите на Македонската академија, а таму и многу малку имало македонци по етникум, по нација, никој не се заинтересира, никој не. Многу бевкивен и многу тешко ми беше кога енциклопедијата се отфрли, а доста имам читано за Петроградско друштво, за тоа од Лаже Ристовски. За 15 минути браќата што ги викаат тоа не е братство единство, тоа е што едно дете еднаш ме рече братство, свинство. И го растурија тоа, имаат поддршка, Америка ги поддржува, затоа ги направи и војните 2001 исто е тоа Косово, влегло е она и во тој момент не можам да се воздржам, а да не напишам една песна за тоа време, што значи тоа никогаш. Ќе ја завршам со тоа. Никогаш во преговарачки борбен стоеш, кога браќата ти се во бегство преколеш. Никогаш во илузиски прокитен одеш, со народната беда проклет возмолеш. Никогаш на народната сила да наредиш стој, пред кацачко, арамиско, крволочен строј. Ништожнику, лидеру, никакве скаковија што се сега. Ти треба да водиш етнички бој, па макар и да изгуби народот твој, и никогаш не го кради својот сој. Тој не е само твој гласачки број, како сега што не викаат со пенкало, со тоа дека може да се земе власт. Јас мислам ќе дојдеме ние до на границата кај што ќе ја земе македонскиот народ власта во себе, ќе ги подпре нашите браќа во надворот, овие граници што сега ги имаме. Ќе дојде времето кога еден ден ќе бидеме горди и ќе кажеме дека и ние имаме македонска нација и држава на македонскиот народ. Ви благодарам. Се не ви говорат за сите. Благодарам. Повелете. Еве, кој од присутните може слободно да си продолжи со својата мисла. Јас ќе кажам некои мои мисли. Добар вечер на сите народни делегати и на вашите зрители. Добро вечер. Аз съм Ангел Безев, съпредседател на Омелиния Пирин и искам да кажа моята болка за това, що се случва в последно време. Нас като малцинство в България и изобщо от политичарите в Македония. Значи за 32 години борба за признаване на македонско малцинство в България, ние до сега не сме добили никаква поддръжка от нито един политичар от Република Северна Македония веке, което ясно и гласно да застане и да каже, там има наши братя, наши македонци, които нямат никакви права. Обратно, България с някакви средства знаеме
успя да създаде такова младсинство в Македония. Ние не сме, ако някой има да се чувства българин, да се чувства българин в Македония, но искаме на нас тук да се дозволи да сме македонци, такива каквито сме и каквито се чувстваме. Са 16 присъди от Страсбург имаме, председателът на Северна Македония сборува кой сака да се жали в Страсбург. Ние сме се жалили и сме ги спечелили делата. И шо от това? Какво сме добили от тия дела? Нищо. Но никой политичар не смее да стане и да каже за македонското младсинство в България. Било ВМРО да помене, било СДСМ, никой. Това е нашата болка и за мен посетата на Кирил Петков всичко беше един дирижиран фарс, дипломатически фарс, да се покаже на македонската явност и на българската, че нещо ке се прави. Всичко ке се продължи по-старому и нищо няма да се направи. Официални делегации, химна на Македония се изпълнува наполовин. Не се изпълнува целият химн. Това е смешно и странно и обидно. Друго не знам що да ви кажа. Ние с нашите активности тук, това препосили, което ние го вършиме, работиме. Добихме регистрация на 3 дружества наши, които за жал просъществува само един месец. Всички люди бяха викани в полиция да дават обяснения за дружествата. И така, партията Омо Линден Пит бяхме регистрирани за късо време, за 1 година. Конституционният съд ни отне регистрацията. Въпреки това добихме няколко кметски места и общински съветници за 1 година без пари, без помощ от никъде. Сами успехме да се преборим. Но за жал нашите сили са до тук. Повече сега веке и вестник от Народна воля нямаме сили да излиза. Главният редактор, Бог да го прости, почина, Георги Христов. Нямаме нито финансистка, нито друга можност да издаваме вестника, само преко интернет. Накратко, това са нашите тегови. Аз лично, не говоря от името на партията, аз лично не верувам, че нещо ще бъде постигнато спрямо македонското малцинство в България от Република Северна Македония да се намеши нещо с България. А Македония ќе отстъпи. Македония 32 години опозиция да отстъпва. Гърците що сакат си го получила, България си получава що сака. Аз не виждам териториални претенции Македония може да има към България. Това е смешно. 2 страни членки на НАТО и двете и България и Македония са членки на НАТО. Териториални претенции как може да има едната към другата. Но всичко е натиск, за да не се признае македонско малцинство в България. И в България и новинари, и политичари, и председатели, и пратеници, всички в един глас. Нема македонци, нема македонско малцинство. Обратно, по Македония никой политичар, никой пратеник, никой само някой от опозицията нещо да покаже, когато е опозиция, като дойде на власт. Никой не сме явно и гласно да стане и да каже. Това е нашата болка и за жал аз лично не очакувам да стане по-добро за нас. Това е от мен. Ви благодарам на ова што го искажавте, тоа е вистина, меѓутоа јас после, откако другите ќе зема збор, баш би сакала на тој момент да се осврнам, зашто е тоа така всушност и дека излезот нели од овие состојби каде треба да биде всушност. Меѓутоа ајде после другите кои ќе помине нели нивното излагање.
Благодаря. Айде и аз ще се включам. Славодополно Ангел. Да, повелете, благодаря. Да, защото това, що ке озборуваме, няма разлика. Ние сме ко-председатели на Омо Илин Пирин. Първо сакам да ги поздравям всички участници от Пиринския отдел на Македония. Смятам, че всички наши членове им пракят поздрави за това често, което го имаме. Ке допълнам Ангел от някои работи, кои смятам всички ги знаят, няма нещо, що се случва. Относно во баранията, що ги има България кон Македония да бидат изпълнети, първим, знаем всички как тръгна со идентитетот и јазикот и разбра сите дека во Европа такви работи не поминуват. Просто јазикот и идентитетот не се договарят, не се признават от соседи и затоа видува, че не се разбрани от никъде во Европа, сите држави во Европска унија и затоа сега наблягам на единственото нещо, което може да спрема нив да има полза, това е да се даде право българското малцинство во Македонија да биде државотворен народ, да биде пишено во Конституцијата на Република Македонија. А такво нещо тие не сакаха никогаш. Е, затоа никогаш не са подигали баране за признаване на българско малцинство во Македонија, защото те сметат, че целият народ е български. А сега, като сака да се признае българско малцинство, излиза, че има и друг народ, който не се българи. Те си македонци. От една страна е добро да се дадат право на българското малцинство, защото на някой начин все те се отрекуват от тая нивна идея, че все, що е македонско, значи е българско. Но от друга страна пък държавата Македония, ако сака да биде държава, трябва всички договори, всички международни работи, които ги подпишува и съгласува, да бидат на репроцитет. Македонската държава, ако се уважава сама себе си, на всеко нещо трябва да бара репроцитет. Това не са две компании, това не са фамилии, ќе си правиме отстъпки, ама ти това ќе ми признаеш ти другото. Ако сакаме да видим Македония вистинска държава, на всичко трябва да се оговаря со репроцитет. Да има, ние ќе попушиме тупка, вие ќе го дадете също истото на нашите македонци, които са в България. Още по времето на Любчо Георгиевски, 1999 година, когато се подпише първият договор с България, ние пракихме много писма до владата на Република Македония, до всички институции, че бараме репроцитет. Не може Македония да оставва на България работи, които България нищо не дава на Македония. Любчо го подпише този договор и на основа на този договор вече се градят и всички останати договори, които Македония беше принудена да подпише 2017 година. Исто сега, ние знаем много добро, че няма да добиеме права като малцинство в България. Защо го мислям това? Со тия 16 присъди, що ги имаме, най-високи комисари от Съветът на Европа, от Европска уния, кои се занимават с правата на човекот. Поръчка на България ние да имаме регистрирана партия, да имаме регистрирани организации, да имаме признати като малцинство. България въобще не е трепна. Камо ли сега Македония, ако каже на България, признайте македонско малцинство. Пак няма да трепна. Единственото, що може да се направи, да се бара той репроцитет, че Македония ще признае българско малцинство, ако България признае македонско малцинство. Това македонската влада и президент Осити имат много по-голяма можност да го барат това, защото ние имаме 16 присъди. Ние нямаме регистрирана партия. Всички са отбити, докато Македония има регистрирана българска партия. Има
организации на българите. Няма ни един българин да се е жалял. Имаше единствено сдружение на Радко, кое беше после нас и се реши проблем от там и нямат никакви проблеми. Така що Македония, ако не друго, може да го изкористи, да изкористи тази можност, дека ние сме се судили веќе 30 години, имаме 16 присуди, да биде во корист на Македония, да биде во корист на нас, македонско малцинство во Бугарија. Ќе ви кажем само едно, Ангел добро ви каже, че ние почнаме да работиме на европски начин. След като българите ни дават никакви права, ние водиме дела в България, като не минеме сите институции и не добиеме нищо, одна се жалиме в Страсбург и добиваме това, за което се бориме. Но ефект може да се каже никакъв. Само от два зборови да ви напомням до къде сме стигнали. Кога регистрирахме Омо Илинден Пирин, и аз бех първият председател, кой бех избран на тази позиция. И тогаш им казах на другарите, дека се чувствам твърде млад за тая функция. Работата е сериозна, трябва някой малце на по-големи години. Въпреки след това аз останах председател. От тогава са минали толкова години, че сега вече аз съм твърде стар. И що добихме? 16 присуди. Нищо повече. Зато няма никаква надежка и нас, ние нямаме никаква помощ. Това, което сме постигнали, се бориме, дека се вели с зъби и ногти за всеко нещо. Единствено, защото добихме, че можем свободно да се събираме сега, да се направим събрание или да славиме някои от нашите герои, без да има полиция, без да ни спират, без да ни плашат. Докато по-рано и такова нещо не може. На всякой собствен, който го правим, има поне на 4-5 места полиция, коя ни спира, кой не ни пуща, коя не ни дозволува. Добихме това, че сега можем свободно да се събираме и да си ги вършим нашите дейности. Ако има нещо някой да праша, мислям, че съвсем накратко, това е нашата состояние. Ви благодаря. Благодарам и вам. Повели, Ристо, повели. Јас се избинав прво изгубив интернет, ме немаше 5-10 минути дога сето тоа го способив, па сега сум пак тука и не знам што не потекна тие 10 минути во дебатата, а сега директно сакам нашиот пријател Бугарија нешто да го прашам, затоа што околу пресудите. Знаете што е тука проблем, колку јас што сум информиран, меѓутоа не знам дали сум точно информиран. Тој Иван се викаше пријател. Иван, рековте дека за 30 кусур години имате 16 пресуди, кои сте ги добиле, а сега вели сакате европски да работите при во Страсбург ќе одите. Меѓутоа, јас мислам или имам таква информација, и Македонија, значи Македонија доби процес против Грција. Меѓутоа, добиениот процес не ја обврзува Грција, односно Бугарија да ја изврши, да го изврши она што го судот го кажал. Тука е проблемот на, сега не би рекол ништовноста на пресудата, тоа е сепак некое придобивање, меѓутоа, во никој случај не ја задолжува стрикно државата која го изгубила процесот да ја изврши добиената пресуда. И тука е проблемот и слободата и на Бугарија, што не дава или дава. Еве, другарот рече, пријателот од тоа, дека сега барем полицијата не ги гони кога ќе се по повод некој празник или слават покрај некој споменик или датум, не ги гони повеќе. Меѓутоа, во 35 години да го досегнеш тоа е многу малку. Многу малку, значи даваат од што немат каде веќе. Ќе дадат многу малку. А тоа не е во прилог, нели, за работата за која се бориме. Дека постојат денеска, сакам одмah денеска бившиот премиер на Македонија, Груевски,
информацијама има дадено порталот, најдов вест од него, многу во текст напиша, јас го проследив тука на Телеграм и на некои луѓе, си го прочитате после состанокот, затоа што македонци во Бугарија 50-тите години на список се 180.000. Добро? И сега велиме дека нема македонци таму. Видете што е проблемот. За мене. Значи, Бугарија. Ајде, вака, ќе се обидам да видам кратко. Значи, некои племиња, протоболгари, кои се дојдени од Средна Азија, со јазик туркофонски и припадност на турканските или турските племиња, од Средна Азија се креваат и доваѓаат во пределите на долното течение на Волга, денеска во Русија, и од тука, тие племиња, од тука се познати како болгари, односно волгари. Волга, болгари. Има едно име дека го добиле по Волга, тоа е куна, а биле големи трговци со крвното од куна. Не е важно. Важно е дека тука прават една држава и оттамо, поред историските настани, се симнуваат надолу во Југоисточна Европа, доваѓаат на територијата каде што се денес и населени словенски народ. Политички, иако се помалку, им се наметнуваат, и сега да не должиме што наметнуваат власт. Истовремено наметнуваат име. Значи, на славјански народ му наметнуваат туѓо, не славјанско име, тоа се българи. Со текот на времето, како што и болгарите кажуваат самите за својата историја, велат дека тие се претопиле во славјанско и го губат и јазикот. Бидејќи зборуват денеска не на болгарски јазик. Болгарски јазик не постои и бугари не постојат во Бугарија. А да се симнеме години тука. Тие велат не постоите, не само бугарите и грци. Значи, држави, кога постоела Македонија пред 1000, пред 1500, пред 2000 години, која на картите на античките атласи постои Македонија, немало Србија, немало Бугарија, немало Грција, немало Албанија. Сите тие нови сега држави велат дека ние постоиме, вас не, а ние живи и здрави толку време. И сме и македонци. Значи, сега да се симниме на нивниот јазик, па и на бугарскиот. Јас ке речам, на бугарите. Не, вие не сте бугари, не постоја. Кажете ми, пошто и генетскиот код на бугарите, денеска е модерно сега, секој народ си го бара генетскиот код, немат ништо бугарски. Многу има заедничко со црногорци, со срби, со македонци, со не знам, така со трачаните, исто староседелци тука. И ако се спуштиме на јазикот на нашите соседи, кои се појаки и постари држави, може имати грб поголем, велат не постоите, па не постоите. И ќе биде тогаш добро за нас, кога ќе не нема. Па јас велам, бугари нема и бугарски јазик не постои. Зошто? Кажете ми, Иван, кој во Бугарија знае бугарски јазик, кој е турски јазик, туркофонски јазик? Значи, ја не знам дали некој научник, лингвист, кој се бави со тоа, може би знае бугарски. Меѓутоа, ниту еден бугарин не знае бугарски јазик. Ами, на славјанскиот јазик, кој го е додадено бугарски, а на словенот, јужниот словен, кој тамо живеел, му е додадено накалемено името бугарин или болгарин. Ајде да направиме една груба споредба. Тој како во Македонија, пошто имаме муслиманско население, како и во Бугарија, како и во Србија, како и во Грција. Кога еден македонец, чист македонец, кој зборува македонски јазик, му е наметната верата, значи се исламизира, и кај нас многу од нив, од тоа население, кој ќе ги прашате што се, велат турци. Вистината не е тој турчин.
Ама никако не е турчин, нити знае, нити е турчин по ген, нити по јазик. Ама вели јас сум турчин. Така ми личат бугарите. Значи, тие словени што живееле таму, си останале со славјанскиот јазик. И се и понатаму и го генетскиот код словени велат дека се бугари. Не бе, пријател, ти не си бугарин. Ти си словен кој заборави дека се кажува словен и јазикот словенски со туѓо име, накалемено име. Бидејќи бугарскиот јазик не е словенски и никој во Бугарија не збори бугарски, значи не постои бугарски јазик. А и бугари како бугари не постојат, че се славјани. И јас сега, од тука, би сакал да ги седнам наспроти мене и да им речам, дајте сменете си го името, вратете се на корените, ставите си славјанско име, а на вашиот бугарски така наречен јазик ќе му дадете словенски име, да се вратите таму тоа што сте, оти не сте бугари. И сега ова што го кажувам јас, нели, е небулоза да речеме, и нормално дека ќе спорат со многу работи. Ама ме донесуваат на тоа дереже да јас тоа го кажам. Затоа што истиот тоа го вика. Значи, вели, нема македонци. Господа чуе брани. И сега оди кажи му, тие видите, тоа не трае се од сега. Тие се неколку моменти во историјата кога дошле бугарите тука. Она првото, јас сакам да го почнам разговорот со една реченица која вака гласи. Вика, Сан Стефано на Бајгајно, на сон му се сони и солзи рони лирони. Сан Стефано, бугарската историја е еден дел. Другиот е дел оној пред, тамо негде во 6-7 век, кога ојачнува тоа бугарско племе и освојува бугарската територија и навлегува понатаму на Балканскиот полуостров и освојува делови од Србија и Македонија се до Охрид. Добро? Ја окупираат, пак се враќаат во Падоваја. Врз основа на тоа, врз основа повладувања турците. Па потоа доаѓа првата турско-руските војни кога Бугарија некако се ослободила, па останува бугарско кнежество, па Румелија останува, па и тие освојуваат, па првата светска војна, па втората светска војна. Сакам да кажам дека денеска бугарската држава, нивната елита, народот бидејќи индоктриниран, што вели? Тие 150 години од 19 век преку 20 и денеска во 21 век велат истото. Не можат сонот за таа Бугарија, за сонот за Сан Стефанска Бугарија да го заборават. Влезени во сите учебници. Значи, јас се сеќам како млад бев во Бугарија. Се запознам како студент, се запознам со мојот пријател, со две девојки бугарки. Изборувавме. Никако од устата не во Кралска Југославија имаше, не крстеа дека сме јужни Срби и Скопје, а не македонци. Ете таму застана бугарите 70-тите години од минатиот век. Сакам да кажам, не е сменето, значи политиката на Бугарија спрема Македонија не е смената ни во царска Бугарија, ни во социјалистичка Бугарија, нити во оваа сега демократска. Истите беседи, истите барања. И сега е тешко, а бидете во Европа се, може имате појаки пријатели од нас. Не можеш бре да го седниш, бараме разбирање. Нема разбирање. Едноставно нема разбирање. Вие, Иван, сте сведоци на тоа, вие живете во Бугарија. 16 пресуди, ништо. Како можеш да збориш со таков човек? Освен ова се согласувам со вас, реци Бродски 5, каде што ќе седниш, има да бараш, а не само да се согласуваш. Замислете, да се разбереме, тие со нас, дали грци, дали болгари, не е важно кој, тие бараат со нас да зборат за некои свети работи. Нема да седни да разговара. Тоа се црвени линии. Тоа не се теми за разговор никогаш. Ни биле, ни се, ни ќе бидат. Меѓутоа, тоа се бара. Во моментот, кога вие
за такви теми. Ќе седнете да разговарате. Со спротивната страна ќе се изгубите. Затоа што за теми и црвени линии за кои не сме никогаш да стане збор, вие веќе седнате да разговарате. Вие сте веќе во постапа позиција. А наши во Македонија не само што седнува, него една сервилност, неинформираност или видите, глуп човек тешко во 21 век. Тие се значи изроди политички кои немаат гајле за државата и за народот, служат некому и себе си. Но тоа е што го имаме сега. Сакам да кажам, тоа е проблемот со кој се да биде решен. И што се јавува сега? Видите вака, вчера во вести, јас не следам многу вести, ама вели вака, Петков е многу задоволен од средбата во Македонија. Истовремено, председател на Бугарија, Радев, кажува нешто друго. Нема остатки. Се јавува класична позиција на 20. Тоа значи, едниот ќе биде добар, Петков, и ќе турка напред, и ќе носи Морков, значи, ќе биде добар, а другиот ќе биде лош, тоа ќе биде Радев, кај што ќе биде цврст, кај што нема да попушта. И така ќе не играат како пинг-понг топче, и ние нормално, кој што не дал Господ, словакви политичари, само попушта, ни ќе дојме како од Греција било така. И кога ќе биде се добра? Кога ќе не нема, кога ќе биде добро. Македонското прашање е многу тешко прашање и старо прашање. А најповикани сме, ние да го решиме, другите не можат. Да гледате како го решават. Значи, последно во парче од Македонија го нема. Вие таму, Иван, кај што живеете, во кој град живеете? Гоце Делчев. Гоце Делчев, каде е тоа? Да, ама сакам да кажам во Македонија е тоа, не? Пиринскиот дел. Како? Пиринскиот дел на Македонија. Именно, ама каде е тој? Во Бугарија. Каде е долниот дел Беломорскиот? Во Грција. Каде е другиот, уште едно мал во Албанија? Но последно парче сме. И на овека нас не ни иде умот дека ќе останеме без имот. Ете, тука. Затоа велам, сум малце, може би, зборам емотивно, па затоа реков, нема бугарски јазик. Наметнато им. Не може македонскиот муслиман кој примил исламска вероисповест да каже дека е турчин. Нема врска со турчинот ни по ген, ни по јазик. Ама вели турчин, наметна. Така и личи со бугарите. Бугарскиот, кој збори бугарски јазик во Бугарија? Никој не знае. А самиот јазик е славјански. Па тогаш тај му славјанско име. Ти си бугарин, не си. Нема бугарите ги нема, се претопени. Ни во кодот ги нема. Во кодот, кога ќе ги испитате генетскиот код, скоро да ги нема. Значи, дај брати се били славјани. Како ќе му кажеш тоа на бугарин? Како ќе му кажам јасната? Нели, нормално се ќе настанат проблеми. А проблеми правам јас, ви видам ова, а истите вие ги правите. Немало македонци, како нема македонци? Така им одговара. Значи, работата е политичка. И аспирациите не се од сега, се од 19 век. И на нашите соседи не е проблем. И со грците, и со цркви. Едниот не признава црква, другиот не признава македонци, третиот не признава име. А ние тука, веќе заборавивме, и диаспора заборавивме. Прво ние не сакаме, не можеме, не знаеме и од десетиречни тука работиме. А се откажуваме од диаспората. Што е крајно, да не кажам, немам збор за тоа. Што еден народ да се откажи и последното парче од тука, да не штити свој народ во диаспората. И сега, видите, можеме да збориме тука со денови. Што вика Србите до судњега дана можеме да збориме, не можеме да исправиме, меѓутоа нека се слуша гласот и ќе го тераме вакви работи колку можеме. И по да се слуша. А секој нека си го работи своето, а кој е многу масовно, може ќе има некој ефект. Ете, тоа е. Уште можем да зборам, ама би прекинам тука па да видиме тоа. Препорачувам да го прочитате Груевски денес, да ви го пратите на Телеграм. Благодарам, Ристо. Благодарам. Може и сега Елизабета сака, па потоа може да се надоврземе. Реков кратко, си извинам, многу долго. Да. Нека Елизабета сега своето излагање нека го каже, па потоа ќе дискутираме за нешто ако има потреба. Добро вечер, дали си слушам? Да, супер, да. Добро.
Малку фонија се ствара. Има некој микрофон да се Јас значи се спремав на друга тема да зборувам вечерва. Меѓутоа и така се разви разговорот и пред се сакам да ги поздравам сите гледачи кои не следат, а посебно браќата македонци од Пиринска Македонија, Ангел и Иван, и поддршка за вашата стамена борба, која што трае многу долго со децении и уште ќе трае, знам дека нема да се откажете. Поддршката нема да изостане од нас, нели, секогаш ние сме со вас, можеби физички не сме помогнале, за жал, но не значи дека во иднина нема да негуваме поголемо пријателство и меѓусебна поддршка. Се малку ова Ристо што го кажа, јас не би навлегувала во историјата која што имаат бугарите и како они се перцепираат самите себе си, дали се бугари, дали се татари, дали се словени, тоа можеме пежоративно да го говориме и кажуваме, меѓутоа како официјален став ти имаат право да се изјаснуваат како мислат и како сакаат. Значи, да не играме нивната игра, како што они нас не омаловажуваат и нарекуваат дека сме бугари, неосвестени бугари, да не паѓаме на такво ниско ниво, на кој што они се паднати од ниско подоле, што се вика. Значи, секогаш сме биле ние македонците повисоко, дали свесно, дали интелектуално, дали како народ сме еманципирани и тоа достоинство како народ секогаш мораме да го задржиме, да го негуваме и унапредуваме. Значи, овака би рекла јас. Значи, ние ова парче на Македонија сме навлечени на погрешен колос, на погрешен пат. Ние како народ, или секогаш, а и последен пат на референдумот на 18 септември 2000, веќе годината не ја памтам, 18-та година, се изјаснивме дека не се слажуваме на промена на името, сме против НАТО и против ЕУ. Зошто е цела ова лакрдија со овие преговори, со овие разговори, со овие предавства? Што имаме ние да се натегаме со бугарите, дали сме ние бугари, дали сме македонци, што сме? Ние сме се изјасниле дека сме македонци. И цела ова политика, која што ја вода владеачката партија и опозицијата, така наречените, ќе си дозволам да кажам, Курто и Мурто, значи не навлегоа со таа евроатланска иднина, која што нема алтернатива, не донесоа во еден таков чорсокак преку залажката дека ние преку ЕУ ќе се најдеме во таа, ќе обединеме Македонија, значи не навлекоа, или они сами се навлекоа на таа лага, до сега влеговме во една таква замка од која што не може да се излезе. Значи, договор, преговор, разбирање со Бугарија, со Грција, со Албанија не може да. Тоа е крај, тоа е завршена работа. Единствено решение е да се прекине сето. Но ние знаеме како свесни луѓе дека до прекин нема да дојде. Се додека овакви изроди, предавници, без разлика дали е власт или опозиција, се таму во парламентот, се во власт. И затоа нашата борба мора да биде една и единствена, што побрзо ние да ги отстраниме. Да на место на власт дојде македонскиот суверен, да си ја земе државата во своји раце и да си ја тргне политиката чиста македонска. Онака како што се бореа нашите предци за време на Отоманската империја, како што се бореа и пишуваа преродбениците или Инденско-Кресненско повстание, сега да не ги Беровско повстание и така натаму.
Првата светска војна, Втората светска војна, се беше, таа борба беше за слободна Македонија, за обединета Македонија. Без разлика дали во Втората светска војна едните се бореа со бугарите, други се бореа со гркофашистите, борбата беше за слободна и обединета Македонија. Значи, од кога се формира државата Македонија од 1991 година, таа не го оствари сонот на македонските борци кои пролеа крв за Македонија. А тоа беше Македонија да биде бастион, татковина, подкрепа на сите македонци во света. На македонците во Република Македонија, македонците во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Канада, во Австралија. Значи, властите постепено, една по друга, втора, трета, сите малку по малку отстапуваа, се откажуваа и на крај дојдовме во безизлезна состојба. Затоа мора да се стави нож, да се пресече Гордиевиот јазот, како што го пресекол Александар. Тука нема разбрска. Има само сечење, став, удирање и викање од денеска, крај. Нема преговори, го поништуваме Преспанскиот договор, Тиранската платформа и така натаму. Ке се осврнам на пријателот на македонецот Иван. Он спомна нешто за реципроцитет. Каков реципроцитет? Се извинувам, значи, тоа е нафлегувањето во преговори. Значи, со непријател не можеш да правиш преговори. Значи, тоа е impossible ситуација, невозможно. Да ние сме ги признаеле бугарите тука во Македонија, за да они ве признаат вас. Нема они што да ве признаат вас. Вас крвта ви зборува дека вие сте македонци. Дека нема бугари, затоа што крвта им кажува дека не се бугари, дека се македонци. Значи, тоа е... Нема потреба од таква работа. Затоа што Бугарија, бугарската власт не се еманципирани. Они се имаат аспираторска и понижувачка политика спрема Македонија, спрема македонскиот народ, да не зборувам, да не се повторува. Значи, решението е само борба и поништување на овие изроди кои што еве постепено доаѓајќи едни по други, едноставно фатија едно тако болно тkiво, кој е многу тешко да се отстрани. Затоа сме тука ние, нели, еве, непокорните македонци, еве од делот на жени, мајки, градителки, кои што никогаш нема да се откажеме. Јас тука повеќе не би зборувала, затоа што еве емисијата се одолжи, друг пат ќе зборуваме за активностите и значењето на движењето, асоцијативното движење жени, мајки, бранителки, затоа што сега, нели, ја пативме темата Бугарија. Еве само еден куриозитет, како би се, еве, кога веќе нафлегува во тој договор со Бугарија, разрешување, ја знам дека овој пет подкао е многу амбициозен, нема врска, тоа све е една игра. Гледаме на голема опасност тука. Ние најголемата опасност, значи, внатре во Македонија и цела ова нестабилност потекнува од албанското малцинство, затоа што тоа е признаено на ниво на албански народ и не знаеме какви све права доби во државата. Гледаме дека Али Ахмети изјави дека не било проблем да ги ставиме бугарите во устав. Да, не е проблем. Што стапа на туѓ грб, не болат, не. Како не е проблем? Проблем и тоа е многу голем проблем. Значи, на тој начин одржавава, значи, мултиетничка ја направија, а нема држава во светот која не е мултиетничка. Ева Бугарија ќе почне. Таму има све, освен чистокрвни бугари нема. Значи има секакви.
но нивниот устав бил граѓански, нашиот бил на друг начин и така натаму. Сега не зборувам за тие работи, затоа што ќе одземе многу време, но само сакам да кажам дека со овакви игри, значи се подметнува една состојба во која значи се занемарува опасноста од албанскиот фактор, а се протажира бугарско малцинство. Значи се албанците не се проблем, они се тука со тој невалиден попис може да станат и 50%, ама бугарите што биле 100 души, 5 души, тројца, двајца, не знам колку во Македонија, тие се многу битни. Значи, ова нема крај, ова мака што овие проблеми кои ни ги наметна Европската Унија, за да као влеземе во таа Европска Унија, во која што никогаш нема да влеземе. И Макрон пред 2 дена ми влепи, не знам, шамар ли, квоца ли, али му благодарам наискрено. Убаво ни кажа дека чао, нема шанси да влезете во ЕУ, додека ние не си ги расчистиме работите, затоа што Европската Унија е скроз преку еврото и кој е брзано со доларот, е скроз во расул. Уште им дошло нас да не решаваат, да не примаат. Како и да е, значи тоа не е толку битно, но ако Бугарија, како европска држава, има некако дигнитет и има некаква чест, и ајде да речеме да се договара, да се преговара, шо е тоа преговарање? Може само да се договориме за нешто, а не да преговараме. Кога преговараш, значи нешто даваш, нешто губиш. Во случајов ние, како македонци, веќе сме познати губитници. За жал, вината е повеќе наша отколку туѓа. Туѓа има, да, но и наша голема. Например, решавањето околу историските прашања. Ако веќе одат се дел од ЕУ и од Европската Унија, нека таа историска комисија, која работи помеѓу Македонската историска комисија и Бугарската, нека биде по урнекот на француско германската комисија која работеше пред колку години беше тоа. Веќе јас напишав една колумна анализата во која што изанализира и дадов начинот, го проучив една пријателка од Франција, ми посочи каде да барам литература, каде да изнаоѓам, и даден начинот како тие вечни непријатели, крвни непријатели, кои со години нели биле по војна, Франција и Германија, нашле начин да направат учебници. Како го направиле? Направиле учебници француски и германски. На едната страна што пишуваат французите, на другата страна од учебникот што пишуваат германците. И децата кога читаат, значи си прават разлика и согледуваат што е лага, што е вистина. Зошто на тој начин да не ги направат историчарите еден учебник таков за урник? Таков учебник, значи 4 тома се направени прима, секонд и како беше понатаму, се направени во Франција и Германија, но ги работат кој сака да учи од нив. За некоја група на студенти, средношколци или почетна година на факултет, се не сеќам точно кога беше, пред 2 години тоа го пишува. Зошто на тој начин не се работи? Него инсистираат, овој дали бил бугарин, дали бил турчин, дали бил ова, дали бил она. Што е тоа битно? Како се перцепирал тој? Значи, работите се многу едноставни. Многу едноставни. Само треба да имаш волја, да имаш висока свест, да имаш широка душа и срце, да гледаш светло, да не гледаш темно и да ги разрешиш со тој. Благодарам за вниманието.
Благодарам. Беше инспиративно и ова последно излагање на претходните. Јас сакав само да се надоврзам, доколку има некој од пријателите од Бугарија, слободно нека праша нешто или да се надоврзе, па после еден заклучок така да дадеме, слободно, доколку чувствувате потреба. Аз искам да кажем само, Македонија има македонски културен центар во Софија, којто треба уште соработува и со нас и со сите дружества македонски во Бугарија. Ние даже не знаем кој е шеф сега. Беше, Бог да ја прости, беше. Сега, дали функционира, дали не функционира Македонскиот културен центар во Софија, никој не може да каже. Македонија веќе сигурно 2 години нема амбасадор во Софија. Тоа зборува колку мисли Македонија за малцинството во Бугарија. Тоа е од мене. Да, во врска со ова последното, ви Елизабета што кажи, најпрво кога имаше, нели си искажуваше пријателот Иван, токму тој го спомна она што јас сакав околу вас, нели после да ве прашам после вашето излагање, Ангел, во смисла, еве сега зборуваме зошто се вака, нели дојдени до тука работите, сите знаеме како стојат. И вие кажавте дека во Бугарија 30 години ништо не е унапредено, напротив назад, и кај нас е истото. Значи, го спомна пријателот Иван, го спомна тој многу важен момент, значи првобитниот договор што е направен помеѓу владите на Македонија и Бугарија, дали мислам дека носеше декларација од 1999 година. Значи, таму се почетоците, зачетоците на ова, на момент што? Да, таму се почетоците, зачетоците на овој ништовен договор, значи на овие непринципиелни политики кои што се тераат и од двете страни, значи здружено, без оглед која да дојде власт или гарнитура, дали во Македонија ќе се сменат, нели, опозиција, позиција, дали во Бугарија, значи истото тоа се турка и гледаме дека обезличувањето, како да речеме, уништувањето, деградацијата и во Бугарија и во Македонија, не само на македонското, да речеме, малцинство или овде на македонскиот народ, воопшто на општеството, значи на државата, на вредностите, паѓа. И сега, кога ќе го имаме тоа во предвид, еве тука доаѓа и од 2008 година, тоа веројатно вие во Бугарија го познавате подобро, значи има и книга една направена точно околу стратегијата што Бугарија и официјалната бугарска политика, значи треба да ја води кон Македонија, ама тоа е, како да речам, една антистратегија во смисла толку е црна, значи толку е опака, толку е злонамерна, што тоа да го читаш, јас го читав, не сум ја ни прочитала цела, меѓутоа таму се сите тие, како во некој од оние, нели, институтите од Лондон, од Тависток, кај што психолошки треба сега да се влијае, значи пропагандно, да се обработува населението, македонците во Македонија, како меѓу нив да се пушта, како да се притопуваат, како, нели, да се издействува и ако нема бугари да има и така натаму. Значи таа стратегија се провлекува низ парламентите, низ политиките, низ официјалните, низ владините, еве и кај нас истото се случува. И сега самото тоа е како логичко следство на тие политики непринципиелни од двете страни. Овој, например, договор со Бугарија што ние го отфрламе, не го признаеме, никош нема го признаеме. Значи,
сакав да кажам дека тие структури кои што се истите овие 30 години, без оглед дали се позиција, опозиција, различна партија, македонска, не македонска, не знам, комунистичка, социјалистичка, десна, лева, значи сите тие се здружени и здушно работат против собствените држави и народи. Кога тоа ќе го сватиме, како што каже Елизабета, тоа не може тука да се интервенира, затоа што тоа е таа парадигма што ја викаме или начин, модел на кој што тие работат. Меѓутоа треба да се смени тој пристап и треба да се пресече или ново, значи народниот момент е многу важен сега и во Македонија и во Бугарија. Македонскиот народ таму, ние го викаме нели малцинство, меѓутоа истиот е тој, само што е преку граница, како да речеме, поделен. Значи тука мора да делуваме на тоа народно, искрено, чисто, значи благородно ниво, затоа што овие политики се неодржливи. Тие ги одржуваат затоа што зависат од нив, а не дека ќе донесат нешто добро, значи ништо добро не донели и се полошо ќе биде. Сега тоа е на нас, значи на нас, наша ни е задачата што може во овој живот ние да ја оствариме, нели, за да направиме нешто добро, значи тоа да се промени. Тие политики, затоа што ние не сме учествувале во тие стратегии или тие во договори што си се договарале, или во овој што го подпишаа Заев, Борисов, па сега Петков, не знам со кој таму, анекси, ние не сме ја правеле таа стратегија, ние немаме таква зла мисла, значи како можеме сега да очекуваме или со тоа нешто да гледаме, да направиме, да подобриме. Ставот еве и на нас како народни делегати, значи луѓе од народот, родолюби, борци, еве, што сме 5 години, што се били на браникот на татковината, се разбира на македонците, и тој да ништо од сето тоа не се признава, значи едноставно тие се да се стават ад акта, и ние ги прогласивме за ништовни. Тука е и ставот, значи сосема е компетентен и стручен во тој дел експертски кој што и делува на меѓународно ниво, професорот доктор Игор Јанев, значи истиот став го има. Тој ги квалификува како нелегитимни, штетни, значи културоцидни, етноцидни договори и тие се ништовни според меѓународно право. И сега ние немаме власт, значи немаме тој што е на позиција да може тоа да ги раскине, значи да ги прогласи едноставно за ништовни, да се ослободи народот. И кога веќе немаме, еве и нема да имаме, значи и власт да се смени, и други избори да дојдат, на овој начин нема никој ништо да направи. Значи ние мораме да ги смениме нашите политики, народните заложби треба да дојдат до тоа ниво кај што ние тука ќе делуваме. Нема друг начин, еве и сега тоа го дискутираме, затоа што тие се длабоко навлезени во ништењето, во корупција, во криминал, значи во предавства, во велепредавства. Тоа е тешката нивна, како да речеме, најтешката црна страна, што ние не сакаме да ја носиме. Едноставно треба тука да се пресече и еве да ги најдеме начините на кои што ќе го правиме тоа. Значи во сите земји и во Србија е истото и го прават што на Македонија пред 4 години се случи. Значи сега таму процесот почнува, да не зборувам за другите. Значи тоа е нешто што не можеме и не треба ние да го исправаме. И тие договори не можат да се подобрат. Ние во Македонија слушаме од ВМРО опозицијската ДПМНЕ дека тие ќе направиле подобар договор со Грција, ќе направат подобар со Бугарија, но тоа не се подобрува ако е ништовно. Значи од тука еве и со ова би можеле да завршиме, да заклучиме за вечерва, бидејќи и подолго оди емисијата.
Па следни емисии можеме да поставиме и на сродна проблематика или до третирање на некои други прашања што се горливи. Сега во моментот, значи, не ве прекинував, да ви кажам дека пред неколку повеќе минути веќе е прекинат преносот, значи на Facebook, на страницата, и тоа ќе видиме од кои причини, но и веќе имаме снимка која што ќе реобјавиме, значи после завршувањето, така што ќе имате и ќе може да и вие самите да прегледате, да споделите со вашите и нашите собраќа во Бугарија. Сега тече, да, моментално се снима од друг еден мобилен во живо ова што оди од профилот на Ристо Мијаковски, значи ова е последен дел, половина, а целото видео ќе го приобјавиме и ќе ви пратам јас по тоа линк, па ќе може и тоа да се споделува. Значи, ете, тоа е каква е демократијата во моментот и овде во Македонија, затоа што не им одговара или да се зборува на овој начин за тие работи што тие ги спроведуваат. На дело диктатура во Македонија. Да, да. Не демократија. Да, диктатура. Да. Видите, кај нас секако, а и во Бугарија не мисле че ни подобро, сите овие, значи во Бугарија, Петков има Харвард, ако не се, значи луѓето се образовани. Кај нас, не знам, исто. Меѓутоа, инсталации се. Тие се инсталации за туѓи интереси, стратешки. И сите тие работи, меѓутоа, кај бугарите си има и една друга залога во однос на нас, да си остварат, значи, многу стари соништа. И затоа јас токму тргнав, затоа од историјата, ова што ја спомна ти, Анче, книгата. Ами книгата не е од вчера. Тоа се нивни заложби и соништа долги 150 години, преточени во една книга. Затоа треба генезата да се најде зошто и како да се постават после работите, кој ќе седнеш од таа страна, за што да разговараш, стварно да ги познаш работите. А околу малцинствата што кажа Елизапета, ако добро е разбрав, вика нема многу тука македонци, бугари. Види, имало сигурно бугарофили или во некој начин како македонци кои се изјаснуваат за бугари, тоа сигурно. И тоа е занемарлив. Меѓутоа е проблемот овие што се 50-60 илјади македонци кои заради корка леп вадеа бугарски пасош и за да може да отидат во странство. И сега види вака, во де јуре, значи, де јуре се бугари. Де факто не се. Оди прашај го од тие 50 илјади, да речеме македонци, дали ќе изјаснат како бугари, не знам, 10 на 50, 100 илјади. Другото ќе рече македонец, меѓутоа тоа не важи по меѓународно право. Бугарите излегуваат и ние имаме 50 илјади бугари во Македонија, тие мора да бидат запишани во устав. Тука си направиме памечки за тука и веќе сме никакви. И дозволивме, народот корка за леп, да извади бугарски пасош и сега де јуре, значи пред објективно, тие се бугари, а нема врска со бугари. И самите ќе се изјаснат. Тука исто едната голема опасност, кај што си влегуваме пак во една колотечина која што не ја сакаме. Тоа е. Тоа сакам само да се обратам на ова. А инаку ова што Елизавета, јас реков на тоа ниво да се спуштиме, тоа е од, како да кажам, значи со така треба да зборуваш, што не значи ние дека, не треба ние така, меѓутоа ако тргнеме така кај ќе стигнеме. Нели? Добро, мислам, нема потреба да се разјаснуваме што мана даде завршен збор, да ја завршиме емисија. Не, само како мал коментар или нека заврши. Да, па толку јас тука би завршила со тоа што уште еднаш на сите ви се заблагодарувам, особено на нашите македонци од Бугарија. Се надевам дека ова е прва, ќе имаме и наредни емисии со пријатели и други што тие можете да ги предложат и тие да ги повикаме и да продолжиме со слични емисии да ги осветлуваме овие работи кои што не се, да речеме, не сме ги досега офаќале вака заеднички.
а потребно е во деновите што доаѓаат. Ете толку, ја тука би завршила, ќе имаме други прилики, да не биде многу доцна, да ви посакаме. Да, честит за многу години, да, и новата година да ни биде посрекна и порадосна за се. Поздрав, секое добро. Поздрав. Договорот со Република Бугарија од 2017 година е ништовен и против волјата на македонскиот народ. Во овој момент, во услови на нелегитимна октруирана власт, единствен легитимен суверен во Република Македонија е македонскиот народ, со кого треба да соработуваат сите други народи, држави и власти. Без почитување на волјата на македонскиот народ и од натрешната, и од надворешни власти, фактори и субјекти, во соработката и секаков промет, правен, стопански, трговски меѓу државите и народите, никој не смее да одлучува за македонскиот народ, македонската држава и сите македонски атрибути. Уште повеќе, не смее да води антидипломатија во однос на се што е македонско, со мешање во внатрешните работи, геноцидни пропаганди, лобирање и делување. Ете, за жал, во 21. век, кога свеста и совеста на човештвото, на владите во светот треба да бидат на највисоко ниво и во интерес на слободата, мирот и вистинското пријателство, меѓусебно почитување и уважување и соработка меѓу народите и државите, нам, на македонскиот народ, ни се случува отворена закана по нашиот опстој и од страна на нашиот сосед Бугарија, со бришање на македонскиот народ и неговата историја и сите негови македонски вредности и придобивки.